Среда, 30 октомври, кратки вести во 12 часот. Уште утре важи владината мерка за замрзнување на профитната маржа на прехрамбените производи со која требаше да се намалат цените на 73 основни прехрамбени производи, но сепак граѓаните и понатаму се борат со високите цени и не почувствуваа попуст. Надлежните велат граѓаните заштедиле и до 3000 денари. Податоците пак на Сојузот на синдикати покажуваат дека минималните трошоци на едно семејство во октомври се намалени за само 57 денари. Премиерот и министерот за економија и труд најавија воведување поригорозни мерки доколку од следниот месец дојде до зголемување на цените. Христина Трпески е нов ВД директор на Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид. Во изјава за Супер Радио вели дека решението од Министерството за култура и туризам го добила денес, а преземањето на функцијата ќе се случи најверојатно во петок. Христина Трпески е вработена во установата како библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство. Наум Смилевски, ученик во прва година во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски, освои прво место на државниот надпревар на младите истражувачи од Република Македонија. Првото место го освои во областа автоматика и роботика со CNC машина за пишување, што сам ја дизајнирал и направил од хардверски делови од компјутер. Ученикот во понатамошниот период има идеја машината да ја надогради со ласер за гравирање дрво и глодалка за гравирање метал, информираат од училиштето. Времето денес претежно сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.